Праксата на портпарол на Министерството за земјоделство. Господине Панчо Минов, што не отидеш ова да им го кажеш ти на лозарите во Кавадарци? Не го кажуваш ова. Да го кажуваш ова, она мене би ми пренерве. Затоа што јас исто комуницирам со тие луѓе. И немој да ги лажеш дека винското грозје ќе може да се извезе во Европската Унија. Не може. Ембарго има. Значи, винско грозје може да биде промет во државите членки на Европската Унија, доколку истото е произведено во држава членка на Европската Унија, а не надвор. Тоа треба да биде јасно. Но има начин, а не вака како што го кажуваш ти, како што има начин и да се води сметка за количината на вино, кое што е моментално затекната во танковите на винарските визби, за кои што јас тврдам дека не е извршено мерење. А ќе биде проблем откуп на 60.000 тони винско грозје. Од 90.000, 150.000, 40.000 ќе бидат преработени кај лозарите, останатите треба да бидат откупени. Остана се 90.000 можеби ќе бидат откупени, меѓутоа преостанатите 60.000 нема. Ова треба да им се каже на лозарите да се наоѓа. Миле Талевски реплика. Благодарам, Миле.